Господице Зајкова, ви благодарам што не примивте во седиштето на Либерално-демократската партија да го направиме ова прво интервју за Медиумската информативна агенција откако станавте председателка на партијата. Како се чувствувате после 3 дена и дали воопшто претпоставувавте во животот дека ќе станете председателка на политичка партија? Пред се да ви посакам добре дојде. Мина ми е особена чест што снимаме денеска од седиштето на партијата. Чувството на среќа е неминовно кога ќе исполните одредена цел во животот. Јас во младите денови бев еден од поголемите поборници дека квалитетните луѓе не треба да бидат дел од политиката. И работев на универзитет како асистент, потоа во адвокатско друштво, но како минуваа годините, бидејќи сум од дете растана со либералната идеологија и со демократскиот дух, сватив дека не може да бидете надвор од процесите да очекувате дека нешто ќе се промени. И станав поактивен член, иако членувам од своите 18 години во партијата. Активно се вклучив и од 2013 бев член на Централниот одбор во подмладокот на ЛДП, а потоа работите како се движеа некако спонтано доаѓаше и напредокот во функциите. Станав меѓународен секретар на младите, председателка на младината, дојде понудата за подпредседател на партијата и веќе кога растете во одреден круг и во одредена тело го чувствувате како свој дом и чувствувате дека треба да дадете придонес во рамки на истата. Затоа и голема е одговорноста да се води ЛДП, затоа што чувствувам како должност кон партијата која стварно препозна во мене квалитет и инвестирала од моите млади денови, ми дала шанса да сега на некој начин возвратам не само за партијата, но за државата и граѓаните да направиме поубава приказна, затоа што живееме во едно така поларизирано општество. ЛДП долго време обстојува на политичката сцена, ама вметнувањето на некоја нова енергија, спојот на искуство, младост, мислам дека може да придонесе повеќе за развојот на политиките либерални и граѓаните да препознаат одредена опција која највеќе го допира човекот, бидејќи ние сме најблиску до индивидуата и ги поддржуваме индивидуалните човекови слободи и права. Што значи да се биде жена, условно кажано, во еден машки свет на политиката? За жал се уште живееме во општество на стереотипи и како што го нарекуваат машки свет. Познавам многу квалитетни жени во Македонија. Во политиката е предизвик да се биде жена. Се уште сме на удар на поголем удар од јавноста. Се уште за жените приказните се дека не се цени квалитетот, но мора некој да стои позади неа чим таа напредува, што не го слушаме за мажите. Се уште жените се на тапет и на осуда за физичкиот изглед. Никој не го гледа квалитетот на жената, што таа говори, но повеќе како изгледа, како се однесува. Мислам дека треба да ги рушиме веќе тие стереотипи. И доста е со продавање на некои си лажни вредности. Мене ужасно ме нервира и моментот, тука ќе искористам приликата да напоменам тоа, жена, мајка, кралица, што се оние жени кои што не можат од други причини да се реализираат како мајки, се помалку вредни. Некако тие стереотипи кои кога сте во политичкиот свет многу повеќе доминираат, особено кога сте жена. И вие треба многу повеќе, тродупло повеќе да работите од вашите колеги, за да луѓето препознаат дека навистина вредите и оставате дела за себе. И кај колегите од машкиот пол е се некако простливо, а жените немаат шанса да направат некаков кикс и од нив се очекува конкретни резултати. Решивте да останете во Македонија и да градите кариера тука. Што беше пресудно да го направите тоа? Многу често ме го поставуваат ова прашање. Имав и јас прилика после студиите да заминам, но мислам дека ако стварно си ја сакате државата и сакате нешто да менувате, треба да останете внатре и да се борите да дојде до промени. Ако сите се заминеме, кој ќе се бори да го подобрува и квалитетот на живот и стандардот во оваа земја? Мојот брат е надвор
тој е професионален фудбалер и често со него разговарам да видам како размислува, дали да се врати или не. Сваќам дека Македонија се уште не нуди можности за луѓето да останат тука. И токму затоа ми е уште поголем мотивот да се борам, да создадеме можности за секој еден човек да може да дојде и тука да твори. А во говорот на партискиот конгрес напоменав и да привлечеме и млади луѓе кои што не се македонски државјани, но ќе препознаат тука можности, тука ќе дојдат да студираат како што нашите државјани одат да студираат по Европа, тука ќе работат, тука ќе го основаат, ќе го инвестираат својот капитал. Ние сме земја која што е мала земја, меѓутоа има голем потенцијал да расте и да создава можности и да привлекува луѓе. Како ќе се развива Либерално-демократската партија во иднина? Либерално-демократската партија си има свој континуитет и стаж на политичката сцена. До сега била промотор на многу програми и политики кои што ги понудила до граѓаните, дел од нив се имплементирани, дел за жал се уште не се имплементирани и по 20 на години. Она што може да се очекува е нова платформа која ќе биде поблиска до секој човек. По новогодишните празници ќе следи тематски конгрес на партијата, каде што ќе презентираме таа платформа. Идејата е да не биде тоа некоја огромна програма со популистички мерки, но да бидат либерални иницијативи кои го допираат секојдневието на човекот, затоа што сметам дека на луѓето им треба конкретни работи. Не треба ние да ветуваме нешто што и по 10 години, но ајде да почнеме од негде кој што со мали чекори ќе придонесат за менување на генералната слика во општеството. Го формиравме и Советот. Тоа е тело кое што статутот го дозволуваше и досега, меѓутоа функционира досега одредени комисии. Сега постои Совет како статутарно тело во кој што Совет членуваат истакнати правници, професори, доктори, дел од нив се членови на Либерално-демократската партија, дел се луѓе кои што се во граѓанскиот сектор, меѓутоа сметаме дека не требаат и такви, за да слушнеме и објективно, критичко размислување надвор од нашиот политички балон и заедно со сите нив партнерски да ги градиме политиките. Ако секој даде свој придонес во областа од каде што доаѓа, може да креираме политики кои ќе значат крупна реформа за државата, а акцент ќе биде ставен на правосудниот систем и образованието. Во ЛДП има простор за сите, освен за оние луѓе кои што решиле да ја злоупотребат својата службена положба и овластување да се богатат на товар на државата или на граѓаните. А исто така и ќе бараме за секоја индиција, оние кои што се вели, ние сме сведоци на бројни судски предмети кои што немаат завршница, ќе инсистираме секоја одговорност или да има свое име и презиме, затоа што доста од колективни одговорности навистина треба конкретно да се посочи индивидуалната одговорност кој е вршител на одредено нешто. Затоа што за мене не може вие да ги врзувате луѓето бил преку ова или преку не, треба конкретно да се знае кој е виновен, тој да одговара. Без оглед дали е во блиско сродство со некого, не е во блиско сродство со некого, пријател, непријател. Кои се вашите најблиски соработници во ЛДП? Мојот тим, јас сум долго во ЛДП и јас сум била дел од тимот на претходниот председател, на Горан Милевски. Се уште не ни е составен тимот на луѓе кои ќе бидат носители на функциите во извршниот одбор на партијата. Не сме структурирани со председатели и ќе оставам тоа да биде дополнително објавено и да биде новина за јавноста. Враќањето на Ристо Пенов на политичката сцена во Македонија верувам дека не е случајно. Има промени во врвот на вашата партија, вие станавте председател. Ристо Пенов, кој што беше долгогодишен истакнат член на партијата, повторно доаѓа на политичката сцена. Очекуваме можеби не нова слика, но некаква надградена, веројатно подобра слика за Либерално-демократската партија. Што во таа смисла може да очекуваме во иднина? Ќе има ли враќање на
други истакнати членови во партијата или ставање на одредени позиции, кои што би можеле да помогнат за зајакнување на улогата на политичката партија во политичкото милје во земјата? Ке може ли да очекуваме таков некој развој? Добро што повторното активирање на Ристо Пенов даде една слика дека ЛДП има свој континуитет, дека е силна, дека е обедината и дека единствена мисија е са граѓанските и државните интереси. Затоа и во претходното прашање напоменав тој спој на политичко искуство и младост и енергија треба да даде некаков покрупен резултат. Јас за функции не би разговарала, затоа што функциите како функции доаѓаат и си одат, но повеќе акцентот ЛДП ќе го стави на програмската политика и тоа што може да направи за општеството и какви промени може да предизвика. И можам само да најавам дека ќе бидеме многу поактивни и многу поприсутни меѓу граѓаните и преку поотворен и потранспарентен пристап ќе ги промовираме и градиме политиките со нив и ќе очекуваме тие политики да бидат имплементирани. Познат е вашиот став за предвремените парламентарни избори. Доколку сепак дојде до тоа, дали сте за идејата повторно да има преодна или техничка влада? Не сум голем поддржувач на техничка влада, таа е креирана на лидерски средби, а не сметам дека лидерските средби треба да креираат политика, затоа постојат институции, постои собрание, постои извршна власт, судска власт кои што треба да бидат носители на политиките, а не тоа да го прават лидерите. Меѓутоа не гледам дека нешто ќе се промени, неминовно е според досегашниот систем и пракса да има и техничка влада. Така да не е прашањето дали ќе поддржи ЛДП или нема да поддржи, туку она како е наметната пракса и како е по закон. Не сметам дека треба да има предвремени избори, затоа што кај нас некако се случува лошите пракси да стануваат правило. А лоша пракса, вие постојано додите од избори во избори, затоа што тоа предизвикува и нестабилност во земјата. Замислете сега вие да сте некој кој што сака да инвестира. Би инвестирале во земја во која што постојано законите и политиките се менуваат на секој 2 години? Јас не би. Разговорите за приклучување на Алијансата за албанците во владата се во тек. Дали имате информации од кои позиции ќе треба да бидат повлечени ваши луѓе за сметка на новата коалицијска поставеност? Не сме добила детални информации, се од она што слушаме од медиумите. Јас сум и ново избран председател, можеби претходниот председател бил информиран, нормално ние сме долгогодишен коалиционен партнер и се надам дека кога ќе имаат конкретни детали, разговори од тие средби, дека ќе не повикаат на разговори и ќе не ги соопштат тие детали. За мене е најважно да останеме отворени за сите прогресивни струи во државата и да движиме државата напред кон европскиот пат и да креираме, односно навистина да реформираме. Не може да седиме ние пред вратите на Европска унија, а да не си водиме сметка и внатре за државата. Поважно ми е да влизат луѓе кои што креираат политики, кои што значат добробит за државата и за граѓаните. А не е важно од која политичка провиненција доаѓаат, од која етничка припадност, верска припадност. Тоа е сосема ирелевантно. Во однос на уставните измени, дали евентуалниот влез на Алијансата на албанците би значило и можност за почнување на постапката, имајќи предвид дека се бара нели одредена стабилност во однос на бројот на претеници кои што ќе поддржат уставни измени во парламентот. Очекувате ли во декември месец, да речеме, да биде отпочната оваа постапка? Има ли некакви најави или тоа според информациите нели како дел од владината коалиција би го очекувале во текот на следната година? Веројатно кога ќе дојде до прашањето да се отвори уставот, ќе бидеме сите заеднички повикани. Не имавме една лидерска средба на која што се отвори прашањето. Дали може или не може да се менува. За мене е поважно она дека сите политички партии имаме одговорност кон државата. Впрочем, затоа и постоиме одговорност кон државата и одговорност пред граѓаните. И во ова само може да апелирам да си ги оставиме на страна теснопартиските интереси и популизмот
и да работиме, да донесеме мудри и сериозни одлуки кои ќе значат отклонување на пречките кон евроинтегративниот пат. Тоа е она што можам да го кажам, а да преюдицирам кога би се случувале тие уставни измени, не можам, затоа што се зависи од политичкиот момент. Како пратеник, како ја оценувате работата на парламентот? Работата на актуелниот парламентарен состав, мене ми се сите таму колеги, и секој од нас влегол таму со желба да направи нешто и да креира некаква политика. За жал, партиите си го прават своето, со својата политика влијаат врз луѓето кои што им се нивни избраници. И голем дел од колегите можеби не се согласуваат со политиките кои таму ги застапуваат и темпото на кој што работат, меѓутоа тоа е неминовно, бидејќи иако нас граѓаните не избрале, не може да се лажеме дека се уште доминираат партиските ставови. Највеќе сум задоволна од работата во клубот за младенски прашања и политики, бидејќи таму членуваме млади луѓе од сите политички партии, таму се гледа дека работата движи, се случува нешто и дека колку и да не се различни ставовите, сепак интересот е ист, да се обезбеди подобар младенски стандард. Она што се случува во комисиите е жалосно. Не може да се чека со месеци да бидат блокирани закони, бидејќи на граѓаните не им е дојдено ниту до долги дебати, ниту да не слушаат нас постојано како раскажуваме што било или да се напаѓаме меѓу себе, но тие сакаат конкретни резултати, конкретни мерки. Мора собранието да работи поструктурирано и мора да работи во интерес на граѓаните и тие блокади треба да се отклонат. Тоа треба да продуцира квалитетни законски решенија кои што ќе понатаму низ имплементацијата ќе обезбедат конкретни мерки и работи до граѓаните. Така да и во европскиот извештај беше оцената негативна работата на собранието и ние не може сега да правиме дека нешто е добро ако сите гледаме дека не оди на добро. Како и дали може да се подобри политичкиот диалог меѓу парламентарните групи? Може да се подобри диалогот, треба секогаш двострана треба да е комуникацијата. Ги разбирам и колегите од опозицијата кога се бунат и често апелирам да во креирање на тие законски решенија да се бидат поинклузивни тие работни групи, да бидат вклучени од старт пратениците, за да не доаѓаме до тоа да гледаме блокада после во комисиите. Ако и тој начин на времена информираност, транспарентност, учество во креирањето на законите и политиките не може да вроди со политички диалог, тогаш веќе не е до никој, туку до нас колку не работи свеста. Нормално е дека ќе имаме и спротивставени ставови, бидејќи идеолошки спротивставено имаме разлика во политиките. За некој прифатлив е веќе тргнам во делот од нас како коалиционен партнер. Ние сме поборници за рамен данок, нашиот коалиционен партнер за прогресивно. Тоа не значи дека ние треба да ги блокираме процесите, треба да ги отвориме процесите, да разговараме и да процениме што е најдобро во моментот за државата, за економијата, за граѓаните. Настрана од политичката идеологија. Како ја гледате Македонија за 5 години? Ја имам огромна желба Македонија после 5 години да биде полноправна членка на Унијата и да биде многу по-прогресивно општество и поотворено општество, а не општество на луѓе кои што се нетолерантни, на дискриминација, на хомофобија, на неправда. Ја гледам како развиена држава, која што економијата е заздравена и пред се имаме ефикасен правосуден систем кој што е темелот за се, и за економски развој, и за младите да останат тука, и за довербата во системот. Ви благодарам многу за ова интервју и ви посакувам многу успешна кариера како претседателка на Либерално-демократската партија и воопшто во политичкиот живот. Ви благодарам на можноста.